Обезбедени 6 милиони динари за реконструкција и проширување на надпатникот Штип-Чардаклија. На барање на пратеникот Никола Мицевски, амандманот беше прифатен, со што се обезбедени сите финансиски средства за да се заврши проектот во целост. Се работи за источниот влез на Штип, проблем кој што постои откако постои железницата, а железницата постои од 1926 година Штип-Кочани. 1952 година е отворена фабриката Македонка и поради неа е направен тој потпатник за да можат да поминуваат граѓаните. Години и години од 52 наваму останало прашањето нерешено. На наше барање како пратеници од Штип и на секако согласување на Министерството за транспорт и врски, а секако гледајќи и националната транспортна стратегија во која што голем дел од работите не се реализирани во изминатиот период, посебно на делот на обнова на сигнализација, телекомуникација, железнички станици и патишта, и затоа што има делнични рехабилитации. А во моментот не сообраќај воз на таа релација, решивме да не оди преку влада, туку како пратеник да ги побараме овие средства, секако да се обезбедат од буџетот, не за општината. Ова е влезот на цела Источна Македонија во Штип. Со реализација на овој проект, источниот влез на Штип ќе биде модерен и достоинствен, вели Мицевски, онаков како што заслужува центарот на Истокот. И во моменти кога не сообраќаат возовите, да можеме да го искористиме периодот и да направиме еден убав, голем, достоинствен влез од источна страна на нашиот град. Благодарност до Министерството за финансии и Министерството за транспорт и врски, кои што по нашиот разговор со нив дозволија да ова успееме да го вметнеме како амандман. Јас очекував дека во изминативе години вие ќе го решите тој проблем и дека ќе го отворите, но очигледно не го отварате. Сега сакате да политизираме тука. Јас нема да ви дозволам да политизираме, туку ќе се заблагодарам уште еднаш на сите пратеници кои што гласаа за поддршката која што добиваме, да конечно во Штип заедно со овие две министерства, транспорт и врски и финансии, и со дополнителни средства од општина Штип, го реализираме овој проект. Целта на ваквите проекти е подобрување на инфраструктурата и побезбедни патишта.